Несреќите при работа не го одминуваат ниту земјоделскиот сектор, дури котира како една од најзагрозените гранки и црна точка кога станува збор за безбедноста при работа. Евидентни се несреќите на полските патишта, на поле, а често при транспорт на земјоделски производи и во сезона на сеча и превоз на дрва се случуваат сообраќајќи со потешки последици. Последната жртва на несреќа во земјоделството на Истокот е 34 годишен беровец, кој загина како сопатник во тракторска кабина, откако возачот изгубил контрола и паднал во провалија. Експертските анализи за овој проблем посочуваат дека македонскиот земјоделец се уште не е доволно едуциран за мерките за заштита при работа на поле. Треба да се прават дополнителни обуки на земјоделците и да се разговара повеќе за заштита и безбедност при работа, затоа што кога ќе се спомене заштита и безбедност, се помислува за заштита при работа во некој објект, затворен објект во некоја фабрика, меѓутоа многу малку се разговара за заштита и безбедност при работа кај земјоделците. Кога земјоделецот ќе излезе од објектот, од еден до друг, од нивата до објектот, например, каде што го остава, каде што го одложува возилото, може да направат, може да се случат икс работи, икс незгоди, не да може да се случат, меѓутоа како и да е, треба земјоделецот да биде едуциран. Земјоделството се уште е црна точка во Македонија, посочуваат и од Сдруженијето за безбедност и здравје при работа. Од Организацијата на работодавачи посочуваат дека месечно се случуваат по 150 несреќи на работа. Само за 9 месеци 30 работници загинале на работа, велат од Македонското Сдружение за безбедност и здравје. Покрај работните места во земјоделството за најризични во однос на безбедноста се сметаат индивидуалните производители, а потоа градежниците и вработените во црната металургија. Неделава во 2 рударски несреќи во Саса и Тораница повредени се 3 рудари. Синоќа Свети Николченец при работа на канализациона мрежа се здобил со повреди. На 31 октомври, околу 14 часот, на улицата Вера Циревири во Свети Николе, при работа на канализациона мрежа, работникот со иницијали СГ, 63 годишен Свети Николченец, се здобил со телесна повреда. Увид на местото на настанот извршила екипа од полициската станица Свети Николе, а за настанот се запознаени и основното јавно обвинителство и државен трудов инспектор. 2 несреќи од кои една со смртни последици годинава полицијата регистрира во Кочани и Виница. Работник смртно страдаше при истоварна мермер во кочанска фирма, а во Виница при кипање на глина со влекач со тешки телесни повреди се здоби работникот Берово.